Става збор за ретка мултисистемска болест која опфаќа повеќе органи. Најголемиот проблем настапува во белодробието, односно се ствара густ и леплив секрет, кој е добра подлога за бактерии и да се прават инфекции кои го оштетуваат и белодробието, но ги оштетуваат и другите органи, страда панкреасот, црниот дроб. Голем проблем се јавува во дигестивниот систем, репродуктивниот систем. Главниот проблем со кој се соочуваме, всушност се неколку проблеми, односно хоспитализацијата за пациентите со цистична фиброза. Од 1 октомври пациентите требаше да се префрлат во одделот за пулмологија и алергологија, возрастните кои се над 18 години. Децата во детска клиника, меѓутоа услови се уште не се создадени по тертипот на услови кои се за пациенти со цистична фиброза во светски рамки признаени. И исто така голем проблем е немањето на соодветна современа терапија. Децата уште со почеток на примање на ваква терапија би имале навистина едно безгрижно детство, а возрастните не би имале толку чести хоспитализации како што е примерот досега. Дел од нашите пациенти заминуваат и во странство по потрага по таа модерна современа терапија и за среќа, иако се државјани на Македонија, во странство ги третираат еднакво со сите пациенти со цистична фиброза и ја добиваат оваа терапија и нивната состојба е навистина зачудувачка, позитивна и оди само во нагорна линија. За жал, кај нас, иако сме граѓани од прв ред, во Македонија не ни е овозможена оваа терапија и тоа, да речам, основно човеково право на лек и на живот.